Пресврт во случувањата со фени. Откако утрово објавија дека постигнале договор со закупецот Джисол, транспортерите на фени попладнево со ново соопштение. Договор сепак нема. Велат дека Джисол не си стоел на договореното од синоќешната средба кај вице-премиерот Анѓушев и наместо исплата на целиот долг, утрово им понудиле друг начин на исплата. Представниците на Джисол не го одржаа ветувањето дека ќе го платат долгот на транспортерите кои го имаа пријавено како побарување во стечајната постапка на фени преку Нова Логистик. Се обидоа со купување суровини преку Нова Логистик да платат дел од долгот, но со тоа воопшто не се исплаќа за останатиот долг. Исто така ветувањето кое го дадоа пред вице-премиерот дека ќе ги исплатат за останатите побарувања кон транспортерите не го одржаа, со објаснување дека тие не можат да плаќаат долгови на фени, бидејќи тие не се фени, а тие пари да се ги бараме од стечајната постапка. Се огласија и од Джисол. Според закупецот на фени, фирмата Нова Логистик, која има побарување од речиси 4 милиони евра од стечајната маса на комбинатот, пари со кои треба да се исплатат транспортерите, се попишманиле од синоќешниот договор. Денеска Нова Логистик се откажа од сето она што вчера беше договорено на средбата со посредство на вице-премиерот Кочо Анѓушев. Денеска не успеавме да најдеме решение, бидејќи Нова Логистик го отфрли предлогот вчера прифатен на состанокот. Джисол да им помогне на транспортерите кои неколку месеци не беа исплатени за своите услуги. Джисол останува на сето она што беше договорено и ветено вчера, со цел да се помогне на транспортерите. Според првиот човек на транспортерите Трајче Пеовски, на синоќешниот состанок на транспортерите Джисол и Нова Логистик со посредство на вице-премиерот Кочо Анѓушев било договорено Джисол да им исплати на транспортерите 3,1 милиони евра, со што ќе го покрие долгот кој претходниот собственик на комбинатот Холандски Кунико го остави. Договоривме да ни исплатат 3 милиона и 100 Джисол, ако не исплате, фирмата не може да дава на Джисол, кој ќе ни исплати 3 милиона и 100 на тие фирмата. Транспортерите синоќа најавија дека протестите ќе ги стават во мирување, но после ваквиот развој на настаните треба да одлучат дали тие деновиве повторно ќе продолжат.